Здраво луѓенца и добре дојдовте во уште едно ново видео. Се извинувам што некој период немаше видео, но позадина. Причината позади тоа е тоа што јас се запишував на факултет и бев навака натака, да јас пораснав. Иако уште се осеќам кога 10 години, ама нема врска. Но се надам дека сега ќе се вратиме регуларно со видео, дека ќе има повеќе, дека ќе има уште покрено епизоди и најбитното што се наближуваме на 500 субскрајбери и многу сум ви благодарен. И да, решив дека ќе има специјал за 500 субскрајбери, затоа ајде да стигнеме до прво до таму, па ќе ви кажам многу повеќе за тоа се надам во многу брзо време. Пред да почнам што сакам да правам во ова видео, прво морам да бидам сигурен дека вие знаете што значат некои појми. Прво, дали знаете сите кој е PewDiePie? Јас претпоставам дека повеќето од вас знаат, ама ако некој не знае, PewDiePie е најголемиот јутубер со најголем број на субскрајбери на прегледи. Епа сега, он има своја книга, што не е баш ко сите тоа што подразбирате за книга, туку е нешто малку поразлично. Јас тоа го имам тука, го купив пред неколку месеци од неговата веб страна. И книгата се вика This Book Loves You, или како што јас го крстив ова видео. И сега не знам сите дали сте запознаени со поемот quotes. Верувам дека мислам дека најдобриот македонски превод бил нешто како цитати. Но како и да е, тоа е обично реченица две што се сметаат за паметни или мотивирачки или како и да е. Епа PewDiePie дека е малце како комедијан или зашто и да се рачуна ентертейнер, како и да е. Реши на такви quotes, цитати, кои се мотивирачки, да ги направи демотивирачки и уствари да направи на некој начин пародија на тие. Епа, ова книга е пуна со такви. И јас издвоив 10 од нив, ги преведов на македонски и ги илустрирав на сличен начин како што се во книгата, ама не можев на ист, затоа што не можев да ги најдам истите фајлови, како и да е. Тоа го направив многу одамна и не знам зошто толку време ми требаше да седнам и да го снимам ова, ама еве го конечно. Не знам дали ќе ви се допадне, ама тоа се 10 слики кои ќе одат за неколку секунди тука. Видете ги, прочитете ги, па ќе се видиме ние пак. Тоа беше тоа. Не знам дали ви се допадна, ако ви се допадна, оставете лайк, кажете ми. Ако сакате уште, ја знаете процедурата, напишете го тоа во коментар, книгата е тука, ова е пуна со такви чуда и демотивирачки пораки што се смешни, вајта се надевам и за вас. Не знам дали ја приметивте мојата мајца на која пишува Bro Army. Јас сум голем фан на PewDiePie, така да имам и мајца купена од него. Валја тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна, ако ви се допадна оставете лайк, ви кажам ако сакате уште вакви, да направам уште 10 можеби, пишете ми тоа во коментари и не заборавајте да субскрајбнете затоа што ние се наближуваме кон таа чудесна бројка од 500 субскрајбери и многу сум среќен и едва чекам да работам на специјалот. Нема да ви кажам уште зашто се работи, ама кога ќе се наближиме, кога ќе стигнеме до таа бројка, ќе направам видео и ќе го најавам, ќе треба нешто да правиме за тоа, па после да го објавам и специјалот. Тоа е тоа. Фала им многу за поддршката до сега и ние се гледаме во последното видео. Чао! Ако уживавте, Сега ќе кажа во ова видео. во ова видео, Знае. давете лайк, ако не дислайк и subscribe. И се гледаме во следно видео.